Неколку синдикални организации излегоа на протестни маршови да го одбележат денот на трудот. Сите се на ставот дека работниците во земјава не ги уживаат правата кои им се законски загарантирани, но и дека законската регулатива треба да се промени за работниците на вистина да имаат достоинствена социјално-економска положба во општеството. На сите да им биде јасно на оваа држава дека работникот ја движи економијата, го дава трудот за да се создаде капиталот. Затоа денеска решивме да не ја демескара, туку да маршираме по улиците и да оставиме барање до владата за побрзо решавање на работничките права во бенефит за работниците. Сојузот на синдикати го почна маршот пред својата зграда и заврши пред владата каде ги предадоа своите барања. Конфедерацијата на синдикати пак тргна од пред зградата на МТВ, а исто така заврши пред влада. Меѓу останатите барања тие се борат за укинување на извршителите. Представниците на КСС рекоа дека немале контакт со други синдикални организации. Просветните работници заслужуваат повеќе. Сакаме да испратиме на гласна порака дека сме незадоволни од начинот на кој што се поставени во работите во образованието и потребно е подитна реформа. Во спротивно, ќе започнеме се помасовно да не има на ова место, ќе започнеме се помасовно да го застапуваме, да го изразуваме револтот на просветните работници, кој што бидете сигурни дека тој е огромен. Новинарскиот, Синдикатот на културата и Академскиот синдикат своите права ги побараа од плоштадот Карпошово во Стание. Тие не гледаат никакво подобрување на состојбата дури и во оние сектори каде има законски измени. Новинарите остануваат на врвот на најобесправените. Новинарите се уште се во голема мерка прекаријат, работат на хонорари, без регулиран статус, без пензиско осигурување, без известна иднина. Ние, значи, просто е неверојатно дека како новинари се уште немаме колективен договор. Дури државата оди до таму што практично и немаме со кого да го потпишеме тој договор. Документот кој што го донеле да профункционира. Значи се продолжува со нетранспарентно работење за кое што реагираме, се продолжува со неформирање на студентски тела, односно нивно неучество во одлучувачките политики на универзитетите, се работи со недонесени статути, значи закочени статути на поголемите државни универзитети, кои што блокираат еден куп важни работи, кои што се важни за квалитетот во високото образование и апсолутно за прогресот на студентите. Стоп за договорите на определено, крај на дискриминацијата и мобингот, повисоки плати и полесен пристап до вработување на младите, жените и лицата со посебни потреби, се само дел од барањата на работничките движења. Пред владата се појавија и неколку лица кои не беа дел од ниту еден синдикат и делеа флаери со надпис «Бойкотирам», но не успеа да го одвлечат вниманието на работниците.